Добро вечер од Вашингтон. Го гледате Newsflash, ТВ журналот на гласот на Америка на македонски. Вечерва со вас ќе биде Ведран Андоновски. Во ова издание, бугарската шефица на дипломатијата за гласот на Америка говори за ставот на Софија за прашањето за името. Но најпрвин најновите вести од САД. Американскиот председател има намера да ја заврши работата во врска со Авганистан и наскоро ќе објави одлуката за ревидираната стратегија за таа земја. Барак Обама најави дека ќе образложи одлуката пред американците по утрешниот празник, денот на благодарноста. Критичарите го обвинуваат дека одолговлекува дали и колкаво заселување ќе испрати. Белата куќа возвраќа дека треба да се донесе правилно, а не брзо решение. САД решија да не ја потпишат меѓународната конвенција за забрана на мини. Портпаролот на Стейт Департментот Јан Кели вели дека Вашингтон не ќе може да одговори на националните одбранбени потреби доколку го стори тоа, но подвече дека САД се најголемиот финансиски поддржувач на хуманитарните акции за чистење на мински полиња и уништување на конвенционално оружје, сведен за прика 5 милиарди долари од 1993 наваму. Најголема забава во Белата куќа откако Барак Обама стана председател. На државната вечера во чест на индискиот премиер Манмохан Синг учествуваа преку 300 гости. За фустаните погледнете сами. Присутните ги забавуваше добитничката на Оскар и Греми Дженифер Хадсон, а на менито имаше јадење без месо од почит кон индискиот премиер кој е вегетаријанец. NBA лигата е популарна низ цел свет, но дали дресовите ќе останат во САД? Сенаторот Чарлс Шумер се спротистави на планот на Адидас униформите на играчите во иднина да се прават во фабрика во Тајланд, наместо во сојузната држава Њујорк како досега. Прашањето е и економско, се работи за вкупно 100 работни места. И за крај на вестите нека говори снимката. На трката со бродови во Аризона еден учесник на своја кожа почувствува што значи да се има среќа во несреќа. Погледнете. Во продолжение на Newsflash, бугарската министерка за надворешни работи, која е во посета на Вашингтон, вели Софија не изразува позиција за прашањето за името, но ја поддржува европската перспектива на Македонија. Извештај на Јане Бојаджиевски. Со соработка се надминуваат предрасудите и стереотипите едни за други, порача бугарската министерка за надворешни работи Румјана Желева на излагањето во Вашингтон за безбедност и стабилноста во југоисточна Европа и регионот на Црното море. Бугарија од позиција на членка на Европска унија и НАТО секогаш ги поддржува земјите од регионот на патот кон Европа. Меѓутоа потребно интензивирање на водечкиот регионален формат во процесот на негова интеграција, повлече бугарската шефица на дипломатијата во излагањето во центарот Вудро Вилсон. Желева на прашање на гласот на Америка на македонски за позицијата на Бугарија за прашањето на името спроти петочната средба на премиерите на Македонија и Грција. Коментира. Бугарија не изразува никаква позиција за прашањето за името затоа што тоа е меѓу Македонија и Грција. Тоа е билатерално прашање. Ние особено ја поддржуваме европската перспектива на Македонија, но и на целиот регион. Бугарија според Желева дава конкретна поддршка на земјите во регионот на патот кон Европа. Ќе помогнеме во размена на искуства, вели таа. Понекогаш имаше макотрпни искуства. Тоа е важно за да им се укаже на соседите да не ги прават истите грешки. За очекувањето од Министерскиот совет на Европската унија на 7 декември во контекст на добивање датум за старт на преговори со Македонија, Желева дипломатски коментира. Има уште многу време до 7 декември, но сметам дека европската перспектива за земјите во регионот нема алтернатива. И интеграцијата на Косово во Европската унија за Желева е неопходна и потсети дека Бугарија е меѓу првите земји кои воочиле реалноста и ја признале неговата независност. На средбата со американската државна секретарка Хилари Клинтон била изразена согласност дека односите САД-ЕУ се важни за стабилноста на регионот и Желева укажала дека Европа е способна за преземање на одговорноста за безбедносните предизвици на Балканот во своји раце, иако според неа САД и натаму треба да останат вклучени во реформските процеси на југоисточна Европа. Регионалната соработка е дел, а не алтернатива од патот кон европската интеграција на регионот. Бугарија ја поддржува актуелната американска администрација и натаму да остане вклучена на Балканот, порача бугарската шефица на дипломатијата. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Вашингтон.
Затворањето на американскиот притворен центар Гвантанамо на Куба налага префрлање на лицата осомничени за тероризам во САД. Законодавци од неколку американски сојузни држави каде има соодветни затвори веќе се изјаснија дека не ги сакаат на своја територија, но ситуацијата не е таква во малото место Томсон во Илиноис. Поправниот центар Томсон во западен Илиноис, изграден во 2001 година, требаше да биде место за сместување на најтешките криминалци во сојузната држава. Но буџетската криза во која западна Илиноис го остави објектот празен. Ова е втор по големина трошок во историјата на Илиноис и стои неупотребен, вели Джонатан Витни, издавач на публикацијата Carroll County Review. Можната продажба на поправниот центар Томсон на Американското федерално биро за затвори фрла светлина на овој мал град со околу 600 луѓе на брегот на Мисисипи. Објектот е меѓу неколкуте што се разгледуваат како можна опција за сместување на осомничените терористи кои сега се држат во Гвантанамо. Джери Хебелер е председател на местото. Знам дека зборот терорист плаши многумина, како што ме уплаши и мене, вели тој. Но Хебелер вели дека на затворот гледа и како на можност да се надмине економскиот пад во областа. 3000 работни места и $1 милијарда приход за 4 години секако ќе помогне на економијата. Невработеноста во оваа општина е 10,5%, а ова може да ја преполови таа цифра. Повеќето жители ја поддржуваат идејата за отворање нови работни места, иако некои се загрижени дека затворот ќе привлече и други криминалци. Джери Хебелер ги смирува, велејќи дека добрите страни ги надминуваат лошите и дека ова е нивна шанса што не се јавува често. Но така размислуваат и оние кои понудија објекти во Мичиген, Монтана и Колорадо, кои ќе ја добие, се уште не се знае. Утре во News Flash, во Соединетите Американски држави опаѓа бројот на случаи на свински грип. Тоа беше се за ова издание. Од студиото во Вашингтон го гледавте News Flash, ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски. Вечерва со вас беше Ведран Андоновски. За повеќе информации посетете ја нашата интернет страница glasnaamerika.com. Ви благодарам на вниманието и пријатна вечер.